Здраво, риби! Конечно, ева дојдовме до вас и до крајот на пораките кои не ги испраќа Тарото за повтората половина на март. Значи, ова видео е за вас. И добро да се претплатите, да си добивате известување кога доаѓа, затоа што нели временски не се овие пораки, па добро е на време да ги чуете, што ќе вие да слушате во април за предвидување во март, нели? Сега да преминеме на оно што е овде. Прво да забележам, јас не знам дали на планетава има риби кои не уживаат периодов, затоа што навистина се е прекрасно околу вас, со вас, во вас. Покрај тоа и овој вашиот период. Ви го честитам на родендена на сите кои славите деновиве. И токму таква е енергијата и за овој месец, и за остатокот од месецот. Значи, вие ќе си застанете цврсто повторно. Се оно што ве обкружува, значи зборуваме се за оно што ве обкружува, што го правите, што е во вас и од вас што произлегува. Оно што вие ќе го презентирате. Вие ќе презентирате моќ, знаење. Вие ќе презентирате љубов. Зависи каде што треба да се презентира, вие таму настапувате и настапувате автентични на себе си, моќни, способни. Вие може да дадете љубов многу периодов, вие може да дадете поддршка, значи се што доаѓа од вас прекрасно, периодов прекрасно. Немате сомнежи околу вас и вашите моќи, можности, способности, вие сомнежи немате и се е тоа прекрасно. Правецот во кој одите е правиот, вистинскиот и ве носи онаму каде што треба. Друг дел од вас, еден мал дел од вас, гледам дека вие можете многу, вие знаете дека сте способни за нешто, меѓутоа во вас почнале да се будат некакви негативни мисли, почнале во вас да се будат некои мисли дали вие можеби, сега зборувам за некој ќе се работи за вас самите. Овие мисли доаѓаат лично за вас. За друг дел од вас се работи за некој близок, за децата, за партнерот, за родителите, без разлика, вие знаете во која ситуација сте, меѓутоа почнале во вас да се будат такви мисли, некои грижи, некои и тие имаат тенденција да пораснат, значи до ескалација. И тоа е нешто што не е добро и што не ви се препорача од периодов, затоа што ќе ви се случи овој хаос ако продолжите со тие мисли. Значи, оно што овде вака јас сакам сега да ви го дадам како совет, дека во никој случај не смеете да почнете да размислувате во таа насока. Вие мора веднаш да се вратите во она друга насока во која ви се претходно мислите, чувствата, затоа што вие сте тој способниот, вие сте тој моќниот, вие може да поддржите, вие може да дадете некому се. И овие мисли, верувајте ми дека ќе наштетат, затоа што ние оно што го мислиме го привлекуваме, нели? Затоа секогаш кога ќе забележите се случува нешто такво, почнува такви мисли, отфрлајте ги, заменете ги со нешто убаво. Зашто ќе ги привлечете? Ќе наштетите на себе си или на тие околу кого се овие мисли. На тоа мора да внимавате периодот. Друго гледам дека многу ќе славите, многу ќе прославувате, дури јас мислам за некои премногу. Значи, внимавајте колку се препуштате на забавите, тоа е најверојатно за вас помладите се работи, внимавајте колку многу се препуштате на забавите, затоа што можеби ќе се чувствувате лошо утрото после таква една бурна забава. Има малку овде некоја контрадикторна енергија, еден друг дел од вас па не сакаат воопшто да се забавуваат, а вие со сила ќе бидете натерани од блиските, а можеби пак некој не ни очекувате, а некој ви приредува некакво изненадување,
може околу роден денот, може околу нешто друго. Во секој случај многу ќе прославувате. А ова пак што ви го подготвуваат како изненадување, јас овде сега не има да го расипам, меѓутоа, може би тројца некои луѓе ви прерадуваат вас нешто убаво. 2 девојки, едно момче или пак сите се девојки или момчиња, за секого ќе биде различно. Меѓутоа тие кројат некакви планови, тие сакаат вас да ве изненадат и ништо не ви кажуваат при, значи ќе уживате. Со потсетување дека не смете се препуштате премногу, нема да ви биде добро, нема да се чувствувате добро период. Се разбира само доколку претерате со алкохол, со храна, со пиење, со јадење, со сето. Другото си е се окей. Исто така што гледам овде што доаѓа од страна е дека има една прекрасна енергија која доаѓа. Ова е толку убава и толку голема што не знам, можеби вие веќе ја насетувате, вие знаете дека е тука. Меѓутоа, ова е нешто што ќе ви го стопли срцето, ќе ви го осветли некако животот, денот, просторија. Ова ќе го препознаете по тоа што кога овој човек влегува, кој е човек, кој се работи за човек, овој човек влегува, вие чувствувате како да се осветлила просторијата. Толку е голем, толку е моќен, толку е способен и доаѓа сега со некоја многу интересна и креативна понуда. Се што е околу оваа личност или околу оваа работа е прекрасно. Значи, ако е во работата, доаѓа кон вас нешто многу убаво, нешто многу перспективно и позитивно. Исто така доаѓа некој кој ќе побара да направите нешто заедничко или да направите вие нешто за него или тој прави нешто, зависи од која страна сте, нели? Ќе повторам, но мислам дека овој ќе ви изненади. Овој ќе ве остави без зборови некој вам. Сега за мал дел од вас може ќе ви изненади негативно, меѓутоа чувствувам дека ќе биде позитивно. Ако е негативно, сака само да земе нешто од вас, да некоја информација да украде некоја од вас. Ќе го препознаете по неговата незрелост, некој детински карактер, некоја инфантилно однесување. По тоа ќе го познаете, по се друго, ако не се работи за таков човек, тогаш знаете дека ќе ве може би па во љубовта, може во љубовта. Да, за да некој од вас пак се работи за некоја страшно голема сексуална енергија, доаѓа кон вас и вас на почеток ќе ве преплави со емоции, меѓутоа мора да внимавате подоцна како се одвиваат работите, затоа што можно е да тргнат во некој друг правец во кој не сте очекувале. Друго нешто овде на брзина што би се кажало е дека може би се извинувам, многу мал дел од вас со партнерот или некој што го сметате за партнер или некој што вие во нешто од животов партнер, некоја партнерство. Мислам дека тој ништо во тајност прави и она што го прави е, како да ви кажам, сака да замине без да ви каже. Може би се работи за нешто, сака да замине или сака да направи нешто без да ви каже вас, нешто својглава, некоја постапка, некоја тврдоглава, или пак едноставно вие мислите дека тој се откажал од некоја работа, но тој тврдоглаво продолжува. Значи, нешто од тоа. Многу мал дел. И сега, драги мои риби, да видиме за крај, да не забораваме, нели, вие се замислувате жилба, јас преку таротот ви кажувам, дајде или да видиме што вам ви порачува таротот.
Епа, драги риби, како и се останато, така и ова за вас е прекрасна, прекрасна енергија. Значи, ова е победа, ова е вистина, ова е јасност. Се што не ви е непознато, ќе го да знаете, а се што планирате ќе успеете. Одговорот е да. Значи, повторно, прекрасна енергија за вас, драги мои риби. Тоа се што може да се каже во овој видео, значи до следното, јас се надевам ве оставам во добро здравје, во прекрасни мисли и се слушаме наредниот пат. Чао, чао!